Православните верници утре го празнуваат големиот христијански празник Богојавление Водици, празник кој е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од страна на Свети Јован, кој од тогаш се нарекува крстител. Во чест на празникот традиционално во реките се потопува светиот крст, а по него скокаат верници кои претходно се пријавени во црковните храмови. Во Кочанскиот црковен храм Свети Великомачени Ѓорги, светиот крст ќе се фрла во реките на Кочанска река кај мостот на градскиот парк, а по него ќе скокаат 20 на верници. Утре е големиот празник Богојавление или кај народот познат како Водици. Во чест на овој празник во храмот посветен на Светиот Великомачени Ѓорги во Кочани ќе се отслужи света божествена литургија, по која по традиција ќе од храмот па се до мостот во градскиот парк каде што ќе се одржи чинот на потопување на светиот и чесен крст Господов, ќе има литија и како што веќе најавивме, самиот чин ќе биде како и претходните години на мостот во градскиот парк. За времето ќе биде во зависност од завршувањето на богослужбата, литијата, некаде околу 11:30 и 12 часот ќе се одржи самиот чин на потопување. Потврдено е присуство на неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион, кој ќе го потопи крстот во водите на Кочанската река. Сега имаме пријавено околу 12 на кандидати, но темелејќи се на искуството од претходните години, обично се пријавуваат последниот ден, така да очекуваме до крајот на денот да има и повеќе пријавени кандидати. Фаќањето на крстот значи соединување на човекот со Христа, се очекува дека со фрлањето на крстот, се верува дека со фрлањето на крстот водите се осветуваат и стануваат лековити. Несрекниот кој ќе го фати крстот од православниот храм ќе добие подарок Свето писмо Библија, а од градоначалникот на општина Кошани Радко Димитровски златник. Со завршувањето на овој голем христијански празник завршуваат така наречените некрстени денови.